само преку слободни избори, туку и преку способноста на институциите да обезбедат инклузивност, правична застапеност, диалог и доверба меѓу граѓаните. Затоа Охридскиот договор не треба да се гледа како затворен и завршен документ, туку како жив механизам на нашиот уставен порядок и како политичка насока за сите институции на државата. Создава доверба за какви администрација кои им служи на граѓаните без разлика на нивната етничка различна и верска приpadност. До собрание на Република Северна Македонија на една значајна одлука што произлегува од овој договор, како што е законот за справедливост и правична застапеност, компромис и поштување на договорите. И пред се гради со доверба дека оваа држава да слушаме и тогаш кога не се согласуваме да преговараме, тогаш кога имаме разлики и да носиме одлуки кои го заеднуваат заедничкиот државен интерес. Во таа насока, одговорноста на оваа влада е јасна. Треба да градиме политики кои ја заеднуваат општествената кохезија, да создадеме институции кои произведуваат доверба и да гарантираме дека еднаквоста не е само уставна норма, туку и секојдневна реалност на секој граѓанин. И држава која функционира според високите европски стандарди. Тоа е вистинското значење на поштувањето на Охридскиот договор. Еден постап кој што е и може да е пообјективен, кој што се случува во активен, но адаптерите помеѓу нас и адаптерите држава. Не се коите помеѓу нас, но дефинитивно она што можеме да кажеме дека Македонија беше завладена од една од најтешките кризи во првата историја. Открито што беше на рата, носеше неизвестност, подоби, страх и државата беше на ивица да стане држава на подоби, на раздор и на сетен национализм. Јас секој сакам да бидам отворен и да кажеме дека ако гледаме наназад, цели по послушување на договора, имаше и поединци и цели политички структури, цели политички партии, кои што да следија не се во оваа влада, кои што говорат за своји лични интереси. Се обидуваат да дават раздор, да поттикнуваат важен национализам, етнички тензии, на кој начин да владат државата и да знаеме дека многу да успеваат да прават, за сега да видиме овие вибори, во суштина најголем дел од работите кои се личниот и семејниот интерес. Градиме појавна инфраструктура, за некој ден почнеме да градиме на Златот Скопје 20, интензивно се гради Тетово Кострева, Кострева Препојчани, во техна септември почнеме да Препојчани Тишано, се гради Битово Пилет, пуштивме Градско Древово Париж, пуштивме Шуманово до Паленка, почнуваме да градиме Појчани Кривица на Делчево,